повторно да реагирам, се поминуваат сите граници на ваше коментирање, посебно кога влегувате во содржината на дебатата. Ако има некоја навреда, повреда и така натака, е во ред. Но влегувате во содржина на дебата и тоа е надвор од здравиот ум. Ве предупредувам дека тоа е некоректно, неколку пати, и денеска и други денови. Тоа исто ќе значи, ако на секој па ваш таков коментар, ние се јавуваме за процедурално, па даваме коментар на вашиот коментар. И тогаш на вистина седмицата ќе биде максимално излечена. Јас ви гарантирам дека вие сте со најдолга дискусија во собранието по оваа точка и по сите други точки. Пошто вашите вметнување во дискусиите и коментирање на репликите, коментирање на контрарепликите се дел од содржинска дискусија. Посебно ве слушнав, го објаснувате амандманот 5. Дозволете да го објаснам и јас. Велите во органите на државната власт во Република Македонија службен јазик различен од македонскиот јазик може да се користи во согласно со закон. Тоа го вели Уставот. Вие го прочитавте и го толкувате. Дозволете јас да го толкувам. Органи на државна власт во Република Македонија не се централните институции, јавните предпријатија, агенциите, дирекциите, установите и организациите, комисиите, правните лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, како што сте навеле во законот, туку се органите на државна власт. Значи, да, Уставот дозволува во органите на државна власт, за органите на државна власт да се користи јазикот кој што не го говорат над 20% во согласно со закон. На органи на државна власт се собрание, председател, влада, судство и јавно обвинителство. Во посебен став од овој член посебно обработува за локална самоуправа. А овие 5 се органи на државна власт. Не се органи на државна власт Комисија за хартија од вредност, или нотарите, или извршителите, или здравствената установа во Крива Палана. Ви излегувате надвор од Охридскиот рамковен договор и надвор од Уставот на Република Македонија. Во тоа е проблем. Но тоа вам ви оди во прилог, затоа го коментирате, а колегите од СДСМ се ќутат заради тоа што не им оди во прилог. Но кога си давате улога на толкувач на Уставот, што немате по ниту еден деловник, закон, Устав и така натака, а си ја зимате, тогаш направете го тоа во легална и демократска постапка. Јавете се за збор, кажете го тоа што го кажавте, па да имам јас можност да ви излезам на реплика и да ви кажам, можете да лажете мали деца, ама тука седат возрастни.